Време е за вториот разговор на половина час по 9 часот или во 9:30 најавуваме нешто кое што ќе се случува на 30 септември. Стартот е тогаш, трае до 1 октомври. Значи неколку дена за сите оние кои што ги интересираат новитетите од областа на вештачката интелигенција или ако зборуваме за iTech Summit или самитот за вештачка интелигенција. За оние кои што не следат од почеток веројатно слушнаа, за оние кои подоцна се вклучуваат, регионалниот водечки настан за вештачка интелигенција оваа година посветен на единиот творец Филип Аврамчев. Програмата е објавена, може да се погледне, а ние токму за програмата онолку колку што ни дозволува времето во приложение, ќе зборуваме со нашиот гостин Леонардо Лазов, кој што е модератор на настанот и кој малку повеќе ќе не упати во програмата. Леонардо, добро утро и добро ни дојде. Денеска за театарски представи ќе ги оставиме настрана, бидејќи си дел нели од драмскиот театар и други проекти, ама овој пат ќе имаш чест и привилегија да ги поканиш сите на овој самит за вештачка интелигенција како домакин и претпоставам дека веќе го обработивте и спроцесиравте сценариото што се ќе состои и содржи, така што може да ги споделиме генералите податоците дека на 30 крајот овој месец ќе се случи во Скопје. Да, токму така, на 30 септември и 1 октомври, по трет пат во Скопје се случува iTech самитот, а инаку тоа е четврто издание на самитот. Една година се има случувано исто така во Малага, во Шпанија. Меѓутоа е трет пат Скопје да биде домаќин. Како што спомна ти, да, програмата веќе е позната, значи ја знаеме и сега сценариото малце го финализираме и е стварно многу интересно, многу интересни теми се, многу интересни говорници од различни сфери, од различни индустрии, од различни земји. Јас сум, еве како што спомна ти, како актер многу возбуден да бидам дел од приказната. Како актер кој што веројатно е далеко од она кое што да речеме се прави или ја употребуваме вештачката интелигенција за Тука тоа, треба жива вибрација. Веројатно наоѓа примена, може да се најде примена се разбери во тоа или во секоја област, но каде ти ја гледаш твојата поврзаност со вештачката интелигенција за да може се разбира секако и како модератор да се пренесе она кое што е суштината на самиот. Да, па тоа е всушност многу интересно затоа што јас мислам дека како што поминува времето и како што минат годините, како што се развива таа технологија, сите сме афектирани од тоа. Тоа веќе не е ствар на компјутери и на нешто тоа таму што се случува, туку го има буквално секаде. Мислам, еве конкретно пример за нас, вештачката интелигенција има присутна многу во филмовите, многу ја има во музиката, во последно. Се користи во постпродукција, така. Апсолутно, така што буквално во секој аспект од животот тоа вештачката интелигенција е се поприсутна и мислам дека тоа е интересното во самитот, дека тоа го покажува. Значи, ние имаме од сферата на банкарството, имаме од сферата на здравството, имаме од сферата на спортот. Тоа е инаку многу интересно дека имаме представници од ФК Барселона кои доаѓаат и тие зборуваат за тоа како оние користат вештачката интелигенција и вие разбирате дека тоа не е веќе ствар само на компјутери, на програмирање и на нешто. Да, добро кажа, не е далечно нешто таму кое што не чека како датум или време. Или само за одредена област, па таму да се применува, не, буквално во секое поле, во секојдневниот живот вештачката интелигенција веќе е присутна и токму тоа е поентата на самитот, нели, да тука кај нас, на нашите предприемачи, на нашата публика малку да ја доближи, да не биде тоа веќе тоа толку странско и тоа толку надвор од нас, туку да покаже дека тука е, дека иднината е сега и дека треба нели ние да збориме и да знаеме што се случува во светот и како светот го користи, како ние можеме да го искористиме. Имено, спомена Малага, Шпанија дека имала прилика да биде домакин и да биде јадрото на вештачката интелигенција. Скопје по трет пат рече? Трет пат. И интересното што Ивана кажавме дека секој пат вештачката интелигенција во минатото ја поврзувавме со IT секторот, па сега пристигнува буквално во сите сфери. Чисто вака надвор од ова дигресија, те плаши и дали денес ти како актер мудро и квалитетно ја користиш како алатка? Тоа е добро прашање, меѓутоа јас сум можда еден од тие ретки, се надевам дека повеќе ги има како нас, кој што мене не ме плаши. Јас баш напротив гледам многу голема корист во тоа, во вештачката интелигенција и мислам дека и сите еве ги поканувам да дојдат и онака од прва рака да слушнат дека не е тоа нешто што нели ќе не замени нас или не знам што, туку се користи многу паметно и многу интелигентно компании и луѓе користат за
да за да направат некои работи кои што можеби човекот или ќе му треба многу време или можеби никогаш нема да ги работата на човекот, тоа е поентата. нема со толкава прецизност, значи. А и добро што кажеш, некој пат се плашиме од неочекуваното и она што не го знаеме, а осудуваме однапред. При тоа самитот е одлична веројатно прилика и можност да се информираме дека мудро и транспарентно ги се користат алатите. Значи, ние имаме неврохирурзи кои доаѓаат и зборат за тоа како нив им помага. И сваќате дека тоа е сериозна работа, дека тоа пак нели се враќаме, не е веќе IT, дека не е толку страшно, мислам дека баш може да има многу голема корист. Инаку кога сме ке здравството, никој пат нема да заборавам, пред повеќе од 8-9 месеци мој пријател кој што ми кажа дека негов најдобар другар јапонец меѓу другото, хирург, дека оттаму преку компјутер во Њујорк изведол операција и била успешна. Сакам да кажам на тој начин како се користи вештачката интелигенција, мудро и паметно, а да не можете физички да бидете присутни, да речеме, во другиот дел или крај од светот. Има стварно многу интересни области, многу интересни начини како се применува и јас стварно ги поканувам сите затоа што можеби на прв поглед изгледа како да е ова самит за професионалци, за луѓе кои што само се бават со тоа, меѓутоа апсолутно и за лаици како нас, да речеме. Апсолутно. Значи јас и да не бев модератор, јас дефинитивно ќе идев затоа што просто интересно и од прва рака ги добиваат информациите од луѓе кои што верували или не, значи тоа се светски лидери во ова поле и доаѓаат тука кај нас во Скопје и ни презентираат како нивните компании ги користат и што прават со овие технологии и стварно е интересно за секој, значи не само за предприемачи. Леонардо, така и нашата тема за примината на вештачката интелигенција или она што е во фокусот на овој самит, а тоа е токму примината на и во здравството, во финансиите, производството, малопродажбата и спортот и на делумно и спомена, нели, ако имаме и говорници кои што ќе заземат место и ќе го прикажат своето искуство и ќе едуцираат меѓу другото за тоа, па ќе ни интересира малку повеќе водители во однос на програмата или да одиме по ред, посветеноста првенствено на делот самитот и на единиот творец Филип Аврамчев и се разбира за оние кои што ќе бидат говорници светски познати кои што ако не гледаат и оние кои го обожуваат спортот, особено фудбалот, тогаш може да кажеме како и на кој начин барем делот оно што ќе има можност да се слуша на самитот како ќе биде прикажано или каква е примената на вештачката интелигенција токму во спортот. Оно што е ново исто прочитав дека почнува да се користи во однос на тие спортски прогнози или тие како велиме нели спортски облажување некој како кажа ќе биде коефициентот за победа. Да, и тоа е нешто кое што е исто како новитет или употребата на вештачката интелигенција, но ако збориме за спортот како област, а тука се споминати и повеќе области, па малку информации за тоа. Прва би почнал од тоа што го спомнали од творецот од Филип Аврамчев за можеби за кој беше голем поборник за ова последните години, да. Апсолутно, мислам можеби за публиката кој што не го познавала, сигурно познавала тоа што он работел, тоа без разлика дали било Скопилайт или доаѓаше во нашите минати издање, така. Или неговото време како директор во Универзална сала, просто еден човек кој што мислам не само збори за нештото, туку прави, значи делува. Тоа е многу ретко, тоа не се гледа многу често кај нас, тоа станува нели секогаш на ниво на Facebook статус или Facebook коментар или муабет на кафе. Кај Филип не е тоа случајот, мислам он пред 3-4 години гледа дека на светско ниво нешто се случува со вештачката интелигенција и гледа дека кај нас некако нема нешто такво и решава да го донесе и на таа сцена на тој тек самит поминале представници од Microsoft, големи експерти, од Amazon, значи тие луѓе таму слушнале за едно мало градче во една мала држава и некако, знаеш, не стави рамо до рамо со тие светски сили и за жал прерано не напушти, меѓутоа неговите пријатели, неговата околина, најверојатно водена од тоа дека човекот живее онолку долго колку што живее неговата работа, неговото дело, ти решаваат да продолжи нештото и се организираат меѓу себе и тоа е стварно нешто многу, ако од страна да го гледате, многу инспиративно, затоа што е една екипа на луѓе кои што длабоко веруваат и тоа ги води и толку добро и толку посветено го работат сето ова и ти сваќаш дека тоа може да се случи само кога некој стварно сака нешто добро да направи, онака како што Филип го има замислено.
Да, Ленардо, чисто да ги поканиме. Се случува на 30 септември? Да, 30 септември и 1 октомври, И 1 октомври. Два дена. Национална опера и балет. Може да отворат techsummit.ai е вебсајтот или да побараат Instagram, Facebook, социјални мрежи. Таму може да најдат цела програма. Јас просто имам многу што да се збори за програмата, нели спомнавме и представници од ФК Барселона. Да, тоа сакам да го слушнам, како ќе како еден фудбалски клуб нели применува вештачка интелигенција. Тоа е многу интересна презентација, значи имаме двајца представници, а сега нема да издадам се они што ќе кажат, меѓутоа они ја користат тоа. Видете, на крај крајва тоа е нели момент на надпревар и кој ќе биде подобар и ќе ги искористиме сите можни алатки што ги имаме за да бидеме подобри, за да бидеме number one. И сега тие тоа нели го користат за подобрување на тренинзите, за тоа нешто зборевме ние предикција, коефициенти, што ќе се случува, како ќе се случува, меѓутоа и за подобрување на искуството на навивачите. И тоа исто е една интересна перспектива за тоа како и нивното искуство со помош на вештачка интелигенција го прават да биде уште поинтересно, уште повеќе да ги возбудат, да ги хајпнат за тимот за да навиваат. Да, добро е што може да кажеме дека е апсолутно важно да се вклучи и нашата академска и бизнис заедница, како што и претходно зборувавме и во разговорот на друга тема, секогаш е добро кога земаме пример или сакаме да се вклучиме во нешто кое што се прави надвор од нашите граници, па така и ова, ако се добиваат добри алатки и информации, едукативни совети за тоа како може да се примени токму таму. Затоа се споменати и финансиите и производството, што е особено важно да членови на такви заедници пак го применат тоа како знаење. Да, апсолутно. Мислам, видете, самитот исто многу битен затоа што две перспективи особено за нас. Првата е дека нели тоа што реков, светски лидери ги носи тука кај нас, ајде тоа ќе го оставам на страна, меѓутоа јас исто бев многу изненаден од колку наши македонци исто има на овој самит, говорат и презентираат работи за кои што можеби ние никогаш не знам од кои причини не би слушнале, знаеле дека постојат и гравитираат во Скопје. Апсолутно, професори тука наши на наши универзитети, меѓутоа и македонци кои што работат во Лондон, неврохирургот Дамјан Велјановски е исто така македонец кој што ќе доаѓа и ќе збори за неговото искуство, Тале Локвенец исто наш македонец кој што работи во странство и твори и е нели во чекор со тие светски трендови, доаѓаат тука и ги презентираат своите достигнувања, тоа што научиле, тоа што мислат дека ќе се случува. Панел дискусии, работилници си има на... Апсолутно. И тоа се мислам дека совршени прилики да се споиме повеќе со темата. Тоа е уште еден многу добар аспект на самитот, е тој момент на нетворкинг. Знаете, вие запознавате луѓе и после сите панел дискусии, после сите презентации ви имате можност буквално да седнете со нив, да ги начекате, да зборите, да ги прашате. Можност за вмрежување, за соработки и понатамошни контакти и така натака. Да, ете, уште една прилика и во овие минути да ги поканиме оние кои што не следат, кои што сакаат да го видат и слушнат сето ова кое ќе биде на iTech Summit 2025 од 30 септември до 1 октомври и ако кажеме каде нашата Македонија во однос на напредокот на вештачка интелигенција или докаде сме ние со нешто рапидно се случува нели во светот, што би кажале? Па би рекле дека со ваквите самити се поблиску и поблиску сме, мислам, можеби делуваме ние така наивно, меѓутоа поентата на баш на овој самит е да покаже дека и не сме ние толку назад како што можеби мислиме дека сме, пак од перспектива на тоа дека ние сме сепак домаќини, ние сепак се ставаме нели на мапата за нешто толку напредно како вештачка интелигенција, меѓутоа и ние го покажуваме нашиот талент, нашиот домашен талент и тоа што не имаме да понудиме, така што јас стварно би ги охрабрил сите кои што ова им се гледа, им звучи интересно, а тоа мислам дека сега во моментов е голем дел од луѓето, затоа што нели постојано слушаме ChatGPT, ова се случува, ова ќе се деси, можеби ќе дојдете, видете како тоа стварно изгледа, што прават компаниите. 30 септември, 1 октомври, Национална опера и балет, како што кажав, techsummit.ai може да набават карти, мислам дека има уште неколку карти останата, не сум сигурен, или на социјални мрежи чисто да ја проверат целата програма и да видат дека за секого има по нешто ново. Од колку часот само почнува
Веројатно Ама утро. 8 саат бајле почнува и агендата е All day long. да, Цел all ден, day, што се all вели, day long. Може баш би без ќе имаме престан. можност и да пратиме нашата Марија на лице место па да видиме како тоа. Може би било интересно, да. Таму изгледа, тоа ќе се договориме. Важно е да ги информираме и нашите гледачи и да имате успешен самит за вештачка интелигенција. Повторно да се почувствуваме и да бидеме рамо до рамо, И убав помен пред се ти. Да, апсолутно. светот, Поврзување и но и да конекција. видиме како тоа професионалците ја употребуваат вештачката интелигенција и што е она кое што светските експерти можат да го пренесат. Ленардо, благодариме за Ти благодариме од гостувањето. срце.